Стотици сомнежи за криминал сторен од функционери и блиски до ДУИ, но за сега само едно обвинение од Исламабази за аудито на Рамиз Мерко и тоа по 4 години од иницијативата на антикорупцијска, се уште ништо за Дрина Ахмети и Бехтел Јенка, за можен криминал вреден 1,3 милиарди евра за изградба на коридорите 8 и 10Д, истражува само еден човек. Толку биле можностите на обвинителството за гонење, организиран криминал и корупција, кои денеска се пофалија со новите простории. Дали и кога ќе има можеби обвинение, одговор нема. Случајот се уште бил во фаза на оценување. На овој предмет работи еден истражител од овој истражен центар, кој што работи и други предмети. Значи можностите се тие. Документацијата е многу обемна, материјалот кој треба да го анализираме е сериозен и голем. Тој сам по себе опфаќа многу сфери, градежништво, економија, инвестиции. Еден истражител го работи со помош, ние немаме други истражители и нема можност обвинителството да вработува различни професии, односно различни структури на истражители, освен оние кои што ги презема од Министерството за внатрешни работи или финансиска полиција. Во фаза на оценување е и случајот со купувањето на трговскиот соравија во центарот на Скопје од страна на внукот на Али Ахмети, Дрина Ахмети. Обвинителката која го води случајот вели не можела да открива никакви детали, но сепак индиректно посочи дека младиот Ахмети не бил повикан на распит. Во оваа фаза на постапката не можам да ви споделам повеќе информации од она што ви го дадов до сега како информација. Дали ќе бидат повикувани и дали бил повикан, исто така не можеме да ја споделиме оваа информација со вас, од причина, како што ви реков, во интерес на оваа предистражна постапка која што е обемна. Меѓу случаите кои ги работи обвинителството на Исламабази, кој важи за близок до ДУИ, е случајот со осомничените наркодилери од Грчец, каде првоосомничениот Шеваљ Муаремије во бегство во Дубај ќе барале негова екстрадиција, а не знаеа да кажат дали и зошто досега не е побарана. Од 30 предмети кои се истражуваат против струшкиот градоначалник Рамиз Мерко, пред суд е поднесена кривична пријава само за набавка на службено ауди во општината, предмет отворен по иницијатива на антикорупцијска уште во 2020 година.